Почнуваме со дебатниот дел, како што кажавме, Благој Атанасовски, политички аналитичар. Добре дојдовте во студио 10. Добро утро, благодарам на поканата. Политичката состојба полека се вжештува, како што се зголемува и интензитетот околу темата за уставните измени, па еве конечно имаме датум и за најавената лидерска средба, таа ќе се одржи во среда, како што кажавме, во клубот на пратеници, еве како еден генерален вовед за разговорот. Што може да очекуваме од оваа лидерска средба, бидејќи страните пристапија со прилично спротиставени ставови, тврди ставови, од една страна владата која тврди дека уставните измени се потребни за државата за продолжување на европскиот пат, од друга страна лидерот на ВМРО ДПМН кој рече однапред дека нема што многу да се очекува од оваа средба, ќе се разговара што откако ќе пропаднат уставните измени. Добро, тогаш логиката е чумута средба, доколку отидете вие на средба, да разговарате со целосно диаметрални исклучувачки ставови. Јас многу пати сум изјавил, сум велел дека надворешно политичките порази на Македонија во изминативе 3 децении, ако сакате наназад, во однос со соседите, се резултат на нашето внатрешно политичко неединство. Значи Македонија како држава која веќе е членка на НАТО алијансата и како држава која вели дека е подготвена да ги почне преговорите со Европската унија за еден ден да стане полноправна членка на Европската унија, нема елементарен основен политички диалог меѓу власт и опозицијата. Вие може да се критикувате и да имате несогласување по сите идеолошки основи. Може да имате нормално несогласување во односот на образованието, здравството, политики кои треба да се превземат во тие односни сфери. Но кога станува збор за усогласување на ставовите кои се од круцијално и суштинско значење за државата, односно за нејзиниот надворешно политички ориентацијски пат, а тоа е полноправното членство на Македонија во Европската унија и сите премрежа кои се испоставени на патот кој Македонија треба да ги помине за да стане еден ден полноправна членка на Европската унија, вие мора да имате минимум консензус, односно внатрешен политички диалог на нормална реторичка основа. Не може вие постојано да се обвинувате и да очекувате дека државава ќе чекори напред и дека ќе ги исполни критериумите на Европската унија доколку вие имате таква условно кажано војничка реторика, исклучувачка реторика. Чуму е оваа средба во среда, доколку на истата средба се настапи, само единствено да се сврти медиумскиот фокус на јавноста кон таа политичка средба на премиерот и првиот човек на опозицијата, да седнат, да се видат и да констатираат дека не ги усогласиле своите ставови. Значи, вие одите нормално да разговарате за општото добро, за прво, како што велам, иднината на Македонија како идна полноправна членка на Европската унија и што тоа значи за македонските граѓани, односно средување на сите катастрофални, ја ги велам, општествени состојби во сите општествени сфери, од да почнеме од здравството, од јавната администрација, образованието, подигнување на животниот стандард. Значи, постојано ние велиме дека главна стратешка цел на Македонија членството во Европската унија за Македонија трансформацијски да се менува во сите општествени сфери кои за обичниот граѓанин значат нормално, пристојно, функционално живење во оваа држава, како што ние гледаме дека го немаме во изминативе 30 години. Резултат на немањето на тоа функционално живење е масовното иселување. Значи, членството на Македонија во Европската унија треба да создаде држава која ќе биде прифатлива за актуелните граѓани, за идните деца кои ќе се раѓаат и ќе растат во оваа држава, да не размислуваат да го земат бугарскиот пасош и поради тоа ние ги правиме тие напори. Ако ние имаме и понатаму ваква политичка клима, како што имаме моментално меѓу власт и опозицијата, наназад изминативе 30 години, ние никогаш не сме имале подобри времиња да се сеќаваме и покрај тоа што ја еве сум од релативно помладата генерација, па повозрасни колеги, да речам, и обични луѓе кои прателе македонската политичка сцена, ми велат дека првите години на македонската плурална демократија од 1990 година, од првите парламентарни избори до 1992 во така наречената експертска влада, ние сме имале најдобар собраниски состав со најголема политичка култура и уважување меѓу политичките конкуренти. Наместо ние тоа да го задржиме од почетокот, пионерските денови на нашата повеќе партиска и плурална независност, ние имаме деградирано и од година на година се повеќе ги влошуваме тие состојби. Сакам да кажам дека ако лидерот на опозицијата оди со тврд и непопуслив став,
Јас тогаш не гледам никаква причина тие да седнат, да се сликаат пред камерите на медиумската јавност, да дадат изјави како што ги даваат и претходно и едноставно тоа да заврши со поразителен резултат. Добро, Јас мислам дека сега тука вака за да ги изанализираме ставовите на власта и опозицијата во однос на оваа лидерска средба, можеме да констатираме дека досега власта и опозицијата не успеа да се состанат на ваква лидерска средба, бидејќи претходно премиерот Ковачевски неколку пати кажуваше нема потреба од лидерска средба, немам зашто да се гледам со лидерот на опозицијата и така натаму, но сега очигледно е кога на страна од политичките изјави, кои можеме слободно да кажеме дека најчесто се случуваат поради пораките кон своето гласачко тело, поради партискиот пиар и така натаму, можеби лидерот на ВМРО ДПМН ги дава тие изјави во насока на непопустливост, бидејќи веднаш дојдоа некои критики, обвинувања кон него дека ќе прифати уставни измени, се обидува да ја изгради таа аура околу него. Но самиот факт што дојде до лидерска средба, можеби е навистина индикативен дека нешто се случува. Тоа е едно, и доколку навистина нешто се случува, оваа лидерска средба, ако не даде решение, што веројатно дека нема да даде, чисто се сомневаме дека таа ќе произведе некаков бум, некаква експлозија после неа, дека можеби би можела да нацрта контури на идната веќе се нацртани, веќе се нацртани контурите со тоа што ние сме влезени веќе во еден временски цајтнот за отворање на уставот, бидејќи ги гледаме пораките и на највлијателните, да речеме, амбасади кај нас, односно американската амбасадорка Ангела Меркел, Ангела Агелер, значи на изјавите на сите високи представници од Европската унија, и тоа беше зачинето со изјавата на демократскиот сенатор од САД, Марфи, кој кажа дека неизгласувањето на уставните измени и закочувањето на евроинтегративниот пат на Македонија ќе значи нарушување на пријателските односи меѓу САД и Македонија, така тој ги карактеризираше тие односи. Многу остри пораки. Тоа сакам да кажам, индикативно е дека ние сме влезени во цајтнот, знаеме дека од отворање на уставот, каде што се потребни двотретински број на пратеници, до затворање трае таа уставно-правна процедура на амандмани од неколку месеци, и сите велат дека до крајот на ноември, согласно одредбите, така наречениот француски предлог прифатен минатото лето во нашето собрание и во собранието во Бугарија, и со завршување на скрининг процесот кон крајот на оваа година, предвидено е закономерно, кога ќе заврши скрининг процесот, да бидат изгласани уставните измени со внес на бугарите во уставот како услов без кој не се може, прифаќајќи го францускиот предлог, и Македонија и Албанија да ги отворат првите поглавја со Европската унија. Знаеме дека Албанија беше колатерална штета на тоа бугарско вето тие 2-2,5 години, но сега индикативни се изјавите и на хрватскиот претседател Зоран Миловановиќ, па и на самиот албански премиер Еди Рама, Зоран Милановиќ, и на самиот премиер Еди Рама, и на високите европски представници кои велат дека доколку Македонија не ги изгласа уставните измени, тоа автоматски ќе значи стопирање и блокирање на евроинтегративниот пат на Македонија, а Албанија нема никаква пречка да го продолжи својот пат кон Европската унија, и ние веќе се ставаме во нова ситуација, односно па назадуваме во нашите евроинтегративни процеси, ја пуштам условно кажано Албанија да се одвои од пакетот со нас и да биде држава која ги отворила преговорите со Европската унија и да влезе, да речеме, во друштвото со Србија и Црна Гора, кои веќе преговараат една деценија или повеќе од една деценија. Прва ги почна Црна Гора, па потоа Србија, и Албанија да биде третата земја од Западниот Балкан која ќе влезе во тој европреговарачки процес, а Македонија и понатаму да биде во кош на земји како што се Босна и Херцеговина и Косово, кои имаат етно-територијални проблеми, имаат проблеми околу нивниот државен и внатре уставен статус, бидејќи тие се две невралгични точки на Западниот Балкан, и покрај тоа што и на тие две држави им се ветува нели евроиднина, но Македонија да биде наместо во друштвото со Србија, Црна Гора и Албанија како земји кои предничат и треба да станат најбрзо членки на Европската унија, бидејќи од Западниот Балкан и европските челници велат дека
поединечно и индивидуално ќе се разгледува случајот на секоја земја и дека не може да стане збор за пакет проширување како што сме имале во минатото, кога во 2004 влегоа 10 земји поранешни членки на Варшавскиот пакт, потоа беа во пакет Бугарија и Романија во 2007, сега секоја држава индивидуално како Хрватска што влезе во 2013, така ќе влезе од Западниот Балкан полноправна членка на Унијата. Сакам да кажам, ние наместо да исчекориме после 17 години блокирани евроинтеграцијски процеси од добивање на кандидатскиот статус во 2005 година, да ги почнеме преговорите, ние наново ќе се вратиме назад. Тука е индикативно прашањето, зошто се случува оваа средба, веројатно има и некои полутајни високи притисоци од високи надворешни дипломати или упатени пораки од високи влијателни амбасади кон лидерот на опозицијата, и што тоа би значило доколку Македонија не ги изгласи уставните измени и го сруши де факто тој француски предлог. Дали тоа ќе значи повторно изолација на Македонија за години напред, без никакво напредување кон евроинтеграцијата, и дали сите земји тие што ги напоменав ќе отидат многу понапред од нас, и дали ние ќе влеземе во една наново перпетуирачка политичка криза, и тоа ќе значи губење на нови години на евроинтегративниот пат, бидејќи, само уште да завршам, председателот Стево Пендаровски кажа дека во надворешната политика, и јас се согласувам скоро целосно, едно употребено вето е многу сериозна алатка во надворешната политика и потоа штетите се санираат од 3 до 5 години. Сакам да кажам, доколку ние ја пропуштиме оваа шанса и го урушиме тој француски предлог, кој вела дека е најдоброто решение, ја многу пати сум велел, и покрај тоа што не е прифатливо за огромен број од македонските етнички граѓани, етничките македонци, да кажеме, нели, бидејќи тоа е под диктат и услови на официјална Софија, така наречениот француски предлог, кој ние го велиме француски предлог, во суштина е европско-американски предлог, се случи на последниот ден од завршувањето на француското председателство, каде што габаритот, типот на председателот на Франција Емануел Макрон, заедно со премиерот, канцеларот на Германија Олаф Шолц, не успеа да издействуваат со нивниот притисок врз политичкиот фактор Бугарија, Румен Радев, председателот и тогашната политичка влада предводена од Кирил Петков, па на самитот на Мадрид, неколку денови кои беа на почетокот на јуни, кога се појави државниот самитот на НАТО во Мадрид, кога се појави високиот американски државен секретар Ентони Блинкен, тогаш се потпиша тој, се донесе тој така наречен прифатлив предлог во Бугарија и во Македонија. Сакам да кажам, ова решение е издействувано со робусна надворешна дипломатија, доколку ние го урушиме и го срушиме де факто францускиот предлог, ќе биде многу потешко да се постигне друго решение, а за поповолно ја ви гарантирам дека нема шанси од ова решение ние да издействуваме во Бугарија да прифатат поповолно решение. Добре, вели, значи, ставот на ВМРО-ДПМН е дека тие може да издействуваат подобро решение. Не може да издействуваат. Велат апсолутно е неточна тезата или тврдењето дека нема да има подобро решение. И дека не може да се издействува подобро решение, иако тоа го кажа Борел за време на посетата во Скопје, одговорница директно кажа сите што мислат дека може да има подобро решение се лажат. Се лажат. Така кажа Борел. Но ВМРО-ДПМН и еве во последното интервју председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски вели дека апсолутно е неточно тоа дека тие може да издействуваат подобро решение. Добро, еве јас ќе му создадам контакти на председателот на ВМРО-ДПМН со лидерот на Возраждане политичката партија или преродба во Бугарија, која моментално е трета политичка сила во Бугарија, доколку нема влада во Бугарија меѓу ГЕРБ и продолжуваме со промените, таа може да стане втора или прва проруска антизападна антиевропска партија која во Бугарското народно собрание држеше транспаренти Македонија е Българска, која снима видео спотови од Охрид дека Македонија е бугарска, ќе го пратам лидерот на ВМРО-ДПМН да иде да преговара со Костадин Костадинов и да издействува многу подобро решение од бугарскиот диктат и францускиот предлог. Ќе го пратам и кај председателот на Бугарија Румен Радев,
кој не пропушта да даде изјава дека Македонија е вештачка нација создадена 1945 од информбирото и коминтерната на Тито и дека македонскиот литературен јазик е ништо друго само норма на бугарскиот литературен јазик. Ќе го пратам и кај Слави Трифунов, кој каков таков е политички фактор кој не пропушта да даде изјава против Македонија, и Бугарската социјалистичка партија. Значи од 6 политички формации, 4 се тотално политички формации кои буквално го негираат постоењето на македонскиот јазик, на македонската самобитност и идентитет, а да не збориме за оспорување на историјата од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и за толкувањето на револуционерното ВМРО. Ќе го пратам, нека преговара со нив, па нека договори многу подобар предлог од францускиот предлог и нека се врати победнички заедно со Димитар Апасиев од Софија на средба со Костадин Костадинов, Румен Радев, Корнелија Нинова и Слави Трифунов, и нека дадат изјава заедно од президентството, што го викаат во Софија, рамо до рамо со Румен Радев, каде што Румен Радев ќе каже дека Гоце Делчев е етнички македонец, дека постои македонска нација од 2000 години наназад и дека македонскиот литературен јазик е од 7 век, и сите тие изјави кои ние мислиме дека бугарите ќе ги кажат. Значи да не живееме во илузиите, Бугарија доби тоа што го доби сметајки и покрај тоа што ние сметаме дека изгубивме 100-0 со францускиот предлог, во Бугарија падна владата на Кирил Петков поради прифаќањето на тој француски предлог, каде што партиите БСП на Корнелија Нинова, односно Бугарската социјалистичка партија, тоа е старата левица, и партијата Има таков народ на Слави Трифунов, за нив беше тој предавнички договор, францускиот предлог, и беше спроти, да речеме, бугарските национални ставови за Македонија. Само партијата ГЕРБ на Бојко Борисов и партијата Продолжуваме со промените, кои сега после последните избори во Бугарија се во некакви разговори за формирање на експертски техничка влада, гласаа за да се прифати францускиот предлог, но тогаш излезе Слави Трифунов Има таков народ од владината коалиција и Бугарија повторно влезе во политичка криза. Сакам да кажам и дека тој француски предлог за огромен дел од бугарските политички формации, вклучително и председателот Румен Радев, беше неприфатлив, и сега ние ќе збориме, ќе се убедуваме во македонските студија пред целата македонска јавност дека можело да се постигне подобро решение. Тоа исто така 30 години нас не лажа сите политички елити дека може да се постигне подобро решение во однос на спорот со името со Грција, па знаеме до самитот на НАТО 2008 година поранешниот председател и премиер на Македонија Бранко Црвенковски ни убедуваше дека двојната формула Македонија за севкупна употреба, само севкупна внатрешна и надворешна употреба името Република Македонија е прифатливо решение, а Грција да не именува со сложено име само во билатералните односи, па се случи самитот на НАТО, па ни ставија вето грците, па усогласија позиција на Ерга Омне за севкупна употреба, па после Бранко Црвенковски, кој 20 години не убедуваше дека двојната формула е идеално решение, потоа не убедуваше дека ние треба да најдеме консензуално и компромисно решение за спорот со името, па видовме како заврши Бранко Црвенковски во неговата политичка кариера. И дека времето работи за нас. Работи за нас, а обратно требаше да читаме дека времето работеше против нас. Па и во вашето студио поранешниот премиер Љупчо Ѓорѓиевски има изјавено и во сите македонски студија дека 99-2000 со Коста Симитис бил на чекор од решение на спорот со името, прифаќајќи го името Северна Македонија само за надворешна, а не внатрешна употреба, како што го сменивме името и за внатрешна употреба, менувајќи ги документите и институциите на името Република Северна Македонија, па тогаш опозицијата предводена од Бранко Црвенковски од СДСМ го направила предавник и ние изгубивме 20 години од моментот од 99-та кога можело да се реши спорот со името и да влеземе на почетокот на 2000-тите во 2004-та членка на НАТО и веројатно до сега ќе сме били членка на Европската унија. Ако сега се лажеме во наредни 10-15 години дека можеме да издействуваме подобро решение од така наречениот француски предлог со бугарите, јас ви гарантирам, тоа е дијалектика во меѓународната политика, ќе изгубиме уште 10-15 години ако го рушиме овој француски предлог и на крај ќе добиеме уште покатастрофално решение. Но видите, само сакам да кажам, јас не го бранам ниту францускиот предлог, ниту името Северна Македонија за севкупна употреба. Напротив, Македонија била жртва на прекршување на меѓународната политика и непочитување на меѓународното право. Но, 100 пати сум изјавил дека
животот е суров, па камоли меѓународната политика, односно меѓународните политички односи се премногу сурови. Ние сме еклатантен пример во овие 30 години како не се почитува тоа на меѓународно право, но гледаме и многу случаи, ако сакате и еве со прашањето меѓу израелците и палестинците. Ние имаме курди кои се 20 милиони, посебна нација, буквално со посебен јазик, па водат вековна борба за создавање на своја држава. Тука го имате прашањето на референдумот на Баскија, на посебен народ, каде што во срцето на Европа тие на демократски референдум гласаат да се одвојат од Шпанија, па видовме што се случи. Сакам да кажам, светот е такво мултиполарно поле, сурови се меѓународните односи, колку и сурово да звучи, грубо да звучи правилото на Тукидид од пред 2500 години, а во меѓународната политика и во меѓународните политички односи се уште важи, тоа е силните го прават тоа што сакаат, а слабите тоа што мораат, и ние мора едноставно да се сосредоточиме која е нашата улога во меѓународниот свет, да наоѓаме и да создаваме што повеќе пријатели, за да што повеќе Македонија пласираме во меѓународните политички односи со помала штета, да речеме, по националните чувствителни прашања. Инаку јас како човек најмногу сакам Македонија да била примена во сите меѓународни организации под името Република Македонија. Апсолутно јас не ја оправдувам. Меѓу еден од најжестоките критичари сум бил на официјалната политика на официјална Софија во изминативе 3 или 4 години од кога го употреби инструментот вето, злоупотребувајќи го тој инструмент и механизам на Европската унија, и директно сум ја критикувал и Европската унија што дозволи после референдумот и после изгласувањето на уставните измени за промена на уставното име, каде што Ангела Меркел, поранешната германска канцеларка, упати порака дека само да го смени Македонија името, од тука па натаму ќе нема никакви пречки Македонија да го проложи својот пат кон Европската унија и да стане полноправна членка на НАТО. Стана полноправна членка на НАТО, само што заврши промената на името. Прво добивме вето од францускиот претседател Емануел Макрон ради таму некои си причини на нереформирана Европска унија, и потоа дојде бугарското вето, и затоа на испитувањето на јавното мислење на сите мерливи анкети, особено бројот на етничките македонци кои се евроскептици, веќе не веруваат во политиката на Европската унија, е толку голем. Јас би рекол и со право, но едноставно јас не знам друг начин ние како да направиме, освен да речеме дека мора да создадеме внатрешна политика на национално единство, ако сакате, еве за последно да ги изгласаме тие уставни измени и да кажеме, буквално, да создадеме национален консензус, како што создале грците. Внатрешните политички елити на Грција, ерга омнес беше создадена формула од Костас Караманлис и Дора Бакојани, но сите идни грчки премиери по тоа се водеа како по Библија, односно ниту Андонис Самарас, ниту после дојде Андреас Папандреу, па и Алексис Ципрас не отстапуваат таа грчка црвена линија. Усогласените ставови во Бугарското народно собрание од 2019 од меморандумот се одат по него и Кирил Петков и Бојко Борисов и секоја политика. Тоа е држава која создава своја национална државна стратегија по нивните надворешни прашања. Ние таква немаме во овие изминативе 30 години, и еве да кажеме, лидерот на опозицијата заедно со премиерот и сите политички елити да прифатат една позиција дека Македонија, доколку ги изгласи уставните измени, ќе се гарантира веднаш да ги почне преговорите со Европската унија, и од тука па натаму, ако се измисли било каква причина на Македонија уште еднаш да се употреби инструментот вето, ние ќе бидеме тие кои де факто ќе ги раскинат сите дипломатски односи, односно евроинтеграцијски процеси со Европската унија, и дека веќе овој народ, овие граѓани и оваа политичка елита и оваа држава нема енергија ние да играме со Европската унија топло-ладно и понатаму да го потребуваат инструментот вето. Во однос на политичките пораки, очигледно е дека сега власта користи еден облик на наратив кој го гради во поглед на таа фамозна изолација, каде што велат доколку сега не успее, не проложат европските преговори, дека Македонија ќе западне во изолација, а особено реално е тука да се одвои пакетот меѓу Албанија и Македонија, каде што Албанија би продолжила со својот европски пат, би продолжила со преговорите, бидејќи реално нема никаква пречка во тој поглед, а Македонија би имала реална пречка, не може да ја одржи втората меѓувладина седница со Европската унија. Не може да го продолжи едноставно патот. Дали тие пораки сега се повеќе се само еден политички наратив,
Бидејќи сега реално Македонија претходно 30 години не преговараш со Европската унија, го имавме тој статус цело време некаков земја кандидат, долго траеше и сега само на некој начин повторно би продолжиле во еден заглавен процес, почнат но заглавен. Од друга страна, власта вели дека ќе западнеме во сериозна изолација, а особено е лоша пораката дека Албанија ќе проложи со европскиот пат, а земјава не. Од друга страна, опозицијата вели ништо страшно, досега ќе проложиме како што сме и досега и како што досега веќе разговаравме за тоа, ние ќе издействуваме подобар предлог. Околу изолацијата, дали е реална опасност? Реална опасност е бидејќи како што констатиравте и вие, ние де факто бевме во еден вид изолација од 2005-та, кога го добивме со сите фанфари кандидатскиот статус. После 17-18 години ние разговараме дека треба да ги почнеме преговорите. Апсолутно сите примери на поранешните источни земји од Варшавскиот пакт, од добивање на статус од земја кандидат за членство во Европската унија, до завршување на ратификација и станување полноправна членка на Европската унија траеле од 5 до 7 години. Самите преговори кои ги воделе источноевропските и балтичките земји, па и Бугарија и Романија, со одложен за 2 години пристап за полноправна членка на Европската унија, траеле од 5 до 7 години. Ние 17 години сме заглавени да ги почнеме преговорите, а утре еве хипотетички да претпоставиме дека кон крајот на оваа година или почетокот на идната ќе ги почнеме преговорите, а ние не знаеме колку тие ќе траат, бидејќи де факто и самата Европска унија во изминативе 15 години од приемот на Бугарија и Романија има еден вид замор и застој во европроширувањето. Хрватска беше последна која се протна, да речеме, на мала врата, не исполнувајќи ги сите критериуми, но поради геополитички причини ја примија Хрватска во Европската унија и гледаме колку тешко оди процесот на преговарање на Србија и на Црна Гора, и тие преговараат 10 и 12 години, но тие се ставени во еден динамичен интензивен процес на преговарање и користење на тие европски фондови. Јас не сум, да речеме, висок експерт специализиран за евроинтеграција, но од моето искуство и од тоа што го пратам во изминативе 20 години, секој некој што ги прател процесите на преговарање на земјите од Источна Европа и трансформација за да станат полноправни членки на Европската унија, вели дека токму отварањето на поглавјата се суштински и важни за трансформација на сите општествени сфери. Затоа се отвара првото поглавје 23, состојбата со владењето на правото, односно средување на правосудството како еден горлив проблем на сите поранешни источно-комунистички земји. Потоа тука имаме ефикасна, ефективна јавна администрација, оптимална, животна средина, подигнување на животниот стандард преку искористување на предпристапните ЕУ фондови и грантови, кои, доколку малку читаме, треба само да ги отвориме електронските и пишаните медиуми, ќе видиме дека тие се бројат во милиарди евра годишно од ЕУ фондови за земјите во Источна Европа, кои се денеска членки на Европската унија за рамномерен регионален развој, за земјоделска политика. Унгарија, и покрај тоа што го имаме ние авторитарниот лидер и премиер Виктор Орбан, и покрај тоа што е критикувана постојано од Европската унија, има податоци дека по глава на жител унгарските граѓани ги користат најмногу тие европски фондови, исто и полските. Нас ни велат Македонија доби 50 или 100 милиони евра од пакет кризата за справување со последиците од ковид кризата. Бугарија 5 милиарди евра зема. Сакам да кажам, ако гледаме што таа Европска унија де факто со своји очи физички трансформирала, ние ќе видиме средување на инфраструктурата во сите посткомунистички земји, ќе видиме во Софија изградба на градско метро. Значи, од 2002-2003 година пробиваат трета лента, каде што со користење на тие европски фондови, тие го решаваат, да речеме, својот јавен превоз, инвестирајќи милиарди евра. Ние се доведовме до распад на нашиот автобуски јавен превоз. Тоа е разликата денеска меѓу Бугарија, која е членка во Европската унија, каде што Бугарија, еве ќе ја земеме за пример таа Бугарија која нас не блокира, постарите генерации ќе кажа дека во 90-тите години во Бугарија оделе со 100 лева и ќе ја купеле пола Бугарија во Македонија. Денеска во Бугарија, во Софија, во маркете 1500 лева, односно 800 евра просечна плата на продавачка. Во Бугарија и Софија станата
како еден вид на IT мека и медина, каде што странски дигитални компании го имаат пренесено својот бизнис и во Бугарија веќе имате плата од 3-4-5 евра кои работат млади програмери. Да, добро, да се вратиме повторно на уставните измени, но сега тука имаме еден... Тоа е таа изолација на Македонија која ќе се случи. Да. Едноставно неискористување на европските фондови, тонење во нашата монотонија, тонење во нашата летаргија, народски кажано вадење на очите меѓу власт и опозицијата и се повеќе и повеќе интензивирање на процесот на масовно иселување со бугарски пасош. Тоа следува на Македонија. Но во однос на уставните измени сега добивме уште предлог во уставот да влезат и други етнички заедници. Особено дел од јавноста беше изненадена што во предлозите постојат предлози да влезат и ерменци. Ова го кажувам само како куриозитет, не дека нешто е вредно премногу за дебата, дали треба или не треба, во ред ерменци, египтјани и така натаму. Тоа е едниот дел, но оној дел кој е спорен и кој е најмногу дебатиран, тоа е барањето на дел од албанските партии за промена на онаа одредница во уставот од 20% за кој службен јазик е во државата. Тука имаше неколку промени на ставови на дел од опозицијските партии. Дуе патем речено не се изјаснува директно за ова прашање, освен што министерот за надворешни работи Бојар Османи од време на време ќе каже дека приоритет на овие уставни измени е продолжување на европскиот пат. Додека дел од албанските опозицијски партии има променливи ставови, ќе кажеа во еден момент дека без тоа нема да прифатат, па потоа ќе сменат, ќе кажат но сепак за европскиот пат дека нема да условуваат, па повторно ќе кажат дека треба. Сега околу ова што мислите, дали овој пакет на уставни измени ќе биде исклучиво за ставање на бугарите во уставот и на останати етнички заедници, или сепак ќе се оди на едно пошироко проширување каде што ќе се дебатира и за ова, за тие 20% и така натаму? Јас се надевам дека ќе биде исклучиво конкретно на уставните измени, тоа го каже и претседателката на комисијата, нели Маргарита. Да, таа кажа дека мандатот нејзин е за тоа, да. бидејќи во ситуација кога имаме ние тврд став на лидерот на опозицијата кој не пропушта секоја изјава да каже дека нема да учествува во процесот, а ние знаеме дека доколку опозицијата или дел од опозицијските пратеници не учествуваат, де факто ќе нема и уставни измени, вие да инсистирате да вметнете и етнички барања во ситуација кога уставните измени висат, односно цела држава не знае дали тие ќе се случат, може да предизвикаат и политичка криза, вие долевате масло на огнот и апсолутно немате никаков државнички капацитет. Јас не очекувам од Билалка Сами и Африм Гаши дека ќе имаат државнички капацитет, но мислам дека тоа протнување на мала врата во најмала рака е невкусно. Зато и ДУИ како најголема етничка албанска политичка партија калкулира и покрај тоа што треба да опонира бидејќи етничко албанските опозицијски партии без и сега алтернатива, но за волја на вистината и Алијанса, која е нов владин партнер, пробува да дава такви изјави. Арвен Таравари, министерот за правда од таа партија, кренар лога дека треба да се тргне таа формулација 20%, но ДУИ калкулира, бидејќи веројатно ДУИ ги следи и пораките на меѓународната заедница. Јас ви гарантирам и ви убедувам и целата македонска јавност убедувам дека доколку американската амбасадорка Ангела Агелер ги викне како попчиња лидерите на етничко албанските партии, им каже таа тема да е тргнат од дневен ред, нема да им текне дека такво нешто кажале, па камоли да инсистираат. Знаеме дека тие се едноставно буквална смисла можам да го употребам тој збор поданици на американската амбасада кај нас, така што мислам дека тоа е дел од дневно политичкиот фолклор, Билалка Сами и Африм Гаши да се најдат на едноставно во медиумите нивните изјави да бидат протолкувани како дневно политичка тема. И двете партии се минорни, и двете партии се отидени во опозиција. Гледаме, двете партии настана од една партија, тоа е БЕСА, со отцепувањето на алтернатива на Африм Гаши. Знаеме во изминативе 5 години двете партии што праја. Цикцак наизменично се менуваа во владачките коалиции предводени од СДСМ и од ДУИ. Едната ќе влезеше, другата ќе излезеше и обратно се така. На крај двете се најдоа
во опозиција и двете имаат по двајца пратеници, сега направија некаква коалиција, условно кажано најголемите политички непријатели, и сега ќе даваат тие изјави такви со кои ќе го зголемуваат своето националистичко гласачко тело, сметајќи дека ќе го победат Дуи. Еве ќе им кажам дека со такви изјави нема да го победат Дуи, па ќе останат во опозиција. Треба билка сами да го подобри животот на обичните граѓани и етнички албанци, ако сака во општина Тетово, која е најголема етничка албанска општина кај нас, а не да дава такви изјави, туку бил избран од граѓаните на Тетово, не само од етничките албанци, туку и од етничките македонци во вториот круг го гласа пред се ВМРО-вско гласачко тело, нека го реши хаосот во сообраќајот, со загадувањето, со водоснабдувањето, па ќе види дека на тој начин ќе добие многу поголем легитимитет и ќе може така да го порази Дуја. Со вакви изјави нема да го порази Дуј. Но и председателката на Комисијата за уставни измени Маргарита Цаца Николовска и други представници на владата не толку директно, на некој индиректен начин, укажаа дека сепак за ова прашање не е исклучено дека во иднина може да се разговара и дека во иднина сепак може да дојде до уставни измени во кои би се сменил тој статус на албанскиот јазик. Во иднина да, сите велиме во иднина и јас се согласувам. Јас сум бил човек кој апсолутно и сум се борел за унапредување на јазичните права, зошто ако нив ги иритира формулацијата 20%, треба да се додаде не албанскиот јазик, туку треба да се додаде припадниците кои минимум 20% го говорат албанскиот јазик. Они не сакаат да бидат денеска квота, еден вид припадниците на 20% кои говорат јазик различен од македонскиот, да 20% кои го говорат албанскиот јазик. Тоа нив им е битно. Океј, нека биде така, но тоа да биде во догледна иднина каде што ќе се разговара и за тоа прашање и за друго прашање. Во моментов ние сме сосредоточени, како што кажав, сме во цајтнот, во немилосрдноста на временските рокови нас не газат. Како што велам, овој месец во јуни треба да се отвори уставот. Власта ќе треба да проба со сите сили да обезбеди 80 пратеници, бидејќи ако не успееме ние да ги изгласаме уставните измени, да не се навраќаме, целиот процес ќе биде урушен, ќе потоне, ќе понира внатре во една дупка, ќе го урушиме францускиот предлог и место тие да бидат сосредоточени да работат на европската интеграција на Македонија, бидејќи од устата на секој етничко албански политички лидер кај нас цело време се преповторува дека тие најмногу се заложуваат за европски евроатлантски иднина, тие на мала врата долеваат масло во огнот, како да сакаат едноставно да го урушат и овој комплициран процес кој го води власта, се со цел заради приграбување на дневно политички поени, создавање на политичка криза и распишување на избори. Тоа не е државнички. Еден ден може тоа да го срушат, заради тоа барање од 20%, да има избори, без дали влегла или не влегла во власта не е толку важно и за алтернатива, но државата ќе се најде во изолација и истите тие лидери потоа ќе обвинуваат дека државата е во изолација. Добро, немаме уште многу време до крајот. Имаме и тема која е поврзана со Дуи. Тие сега слават роден ден, 21 година од основањето на Дуи, но интересно е што прославата ќе се одржи во две различни организации. Една е официјална организација на Дуи во Скопје, а друга е организација на фракцијата на Дуи во Тетово. Значи, ми се чини дека партијата и веќе и формално се подели. Таму имаме две струи кои не отстапуваат од позицијата. Многу интересно да се следи случувањата во Дуи. Интересно е што Дуи е во буквална смисла непобедлива, единствената непобедлива политичка партија во Македонија и во двата така наречени македонски албански политички блок. Поради тоа и постојано се перпетуираше на власт. Али Ахмети, какви лошо мислења да имаме за него, беше политички, како да кажам, мурињо политички, за да ги менаџира останатите внатре етнички албански политички помали партии и да ги држи надвор од власта или да ги игра да бидат од власта, но постојано да се фали дека легитимитетот на албанците кај него. Тоа успешно го правеше и со ДП на Мендух Тачи, еве гледаме и со Билока Сами и со дури Алијанса на албанците, со Арбен Таравари, значи како шахмат ги игра на политичката табла, но интересно е што Дуи доаѓа во ситуација да биде поразена од самата Дуи, тоа многу мина и го велеа. Се случува едноставно превирање внатре во Дуи на превземање на мокта, веројатно во Дуи по заминувањето на Али Ахмети.
Многу пати се шпекулирало дека тој ќе се повлече од политичката сцена, еден ден физички и ќе го нема и мора да има Дуи како голема партија наследник. Веројатно оваа битка се прави околу тоа, иритирани, да речеме, старите соборци на Али Ахмети, меѓу кои тука е најблискиот негов политички пријател Муса Џафери, кој бил незаменлива сива еминенција во Дуи, старите кадри, избраните нови градоначалници, Изет Меджити во 3 мандати бил градоначалник на Чаир, Висар Ганиу, Блерин Беџети и останатите, кои се незадоволни, условно кажано, од концентрацијата на моќта кај првиот вице-премиер Артан Груби и како Али Ахмети дозволил да му ја даде цела партија во рацете на Артан Груби, он да одлучува и кадровски, финансиски и све, но сакам да кажам таа фрустрација кај нив е веројатно со години наназад трупана, таа експлодираше и се создаде така наречената фракција, но за да ние претпоставиме дали тие ќе отидат во формирање на нова политичка партија, не знаеме. Многу пати кажале дека нивна единствена политичка партија е Дуи, дека тие учествувале во градењето и во подигнувањето и во сите победи на Дуи, дека нема туку така лесно да се откажат од Дуи, да бидат обвинети дека ја напуштиле Дуи, дека тие водат токму таа битка за да ја превземат и да ја вратат Дуи назад во нивни раци, или како што ја користа таа реторика на демократските принципи на владење и управување со Дуи, на почитување на различното мислење, бидејќи тие се фала дека се внатре демократска партија во која имале состаноци на централното раководство каде што се разговарало, а сега Дуи работела нестатутарно, односно поставувала луѓе на позиции со изминати функции без да се запазат сите внатрепартиски процедури, тела и филтри. Сакам да кажам, тоа ќе го гледаме, но факт е дека оваа фракција има акумулирано огромна моќ од нивните собири во Чаир, се гледаше дека имаат поддржувачи, покрај тоа што на терен се чини дека имаат поддршка. Апсолутно имаат поддршки, покрај тоа што ги немаат лостовите на моќта, они освен што се двајца градоначалници во Чаир и во Сареј, немаат таква, да речеме, моќ на притисок како што може Дуи, официјална Дуи да собира членови, но на испитувањето на јавното мислење на еден медиум кај нас од, да речеме, етничко албански медиум кај нас, укажува дека после лидерот Али Ахмети најголема поддршка меѓу членовите и симпатизерите на Дуи има токму Изет Меджити, кој во 3 мандати беше градоначалник на општина Чаир и до скорешен актуелен потпредседател на Дуи, а не Артан Груби. Значи, апсолутно тоа се луѓе кои оставиле белек и трак со своето функционирање во Дуи, апсолутно си имаат поддржувачи и кај албанското гласачко тело, но кај членовите и симпатизерите на Дуи апсолутно може да приграбат огромен дел од тоа незадоволство, но интересно ќе биде да се види на идните парламентарни избори наредната година дали тие ќе се концентрираат како политички проект, дали ќе настапат со своји, да речеме, независни листи во изборните единици 1, 2, 5 и 6 каде што имаат гласачко тело, дали на тој начин ќе сакаат да се легитимираат и да освојат како фракција на Дуи, бидејќи може да учествуваат нели на тој начин на изборите доколку ги соберат потребните потписи, или пак играат потајно, да речеме, да пренасочуваат дел од гласачкото дело кон опозицијските партии без и алтернатива, бидејќи има и шпекулации во таа насока дека ќе соработува фракцијата од Дуи со опозицијските партии без и алтернатива, се со цел да се намали гласачкиот потенцијал на Дуи, потоа да биде обвинет Артан Груби за таквиот изборен резултат и на тој начин да се предизвика смена на самиот Артан Груби, па зашто не и на Али Ахмети. Добро, ги спомнавте изборите. Што очекуваме? Има две опции, една е да се одржат заедно со претседателските избори, друга да се одржат во редовниот термин, зборам за парламентарните. Тие две опции се интересни за анализа, бидејќи има една теза која ја промовираат, да речеме, партиите од власта или луѓето од власта, таа е неофицијална теза, се разбира, дека на нив можеби им одговара да одат прво со претседателски избори, да ги добијат тие претседателски избори и на таков еден позитивен бранд да настапат на парламентарни, бидејќи според сите анкети СДСМ има пониска доверба од ВМРО да помане, тоа го кажуваат анкетите. Од друга страна, попрактично и попрагматично е да се одржат заедно со претседателските, поради низа фактори, од финансиски до политички и така натаму. Што мислите вие? Се разбира дека тоа е врзано и со уставните измени
и со тие преговори се е тоа поврзано знаеме, но еве конкретно за изборите. Што мислите како ќе се одржи? Точно, X непознатата е прво дали ќе пројдат уставните измени. Доколку не пројдат, може да се создаде своевидна политичка криза, па на есен да имаме прво парламентарни избори. Тоа одговара многу повеќе на опозицијата, сметајќи дека на тој бран ќе ги добие парламентарните избори, па потоа 6 месеци би типувала да го добие претседателскиот кандидат. Обратно на власти одговара нормално оваа година да нема избори, да се отиде прво на избор на претседател, како што налагаат уставните рокови. Во март-април треба да биде изборот на претседател, а таму јуни-јули да биде најдоцна избор за нов парламентарен состав и апсолутно како што кажавте вие, сите математики на владеачката СДС модат во таа насока дека ќе се направи така наречен проевропски широк фронт, каде што ќе добијат поддршки од веројатно своите владини коалициски партнери ДУИ, Алијанса за албанците, па и ДПА на мен духтачи да ја ставиме во контекст, бидејќи тежи околу 10.000 гласа, знаеме дека на минатите избори, претседателски избори, беше многу тесна разликата меѓу нели Пендаровски и Силјановска, така што сакам да кажам секој глас кога оди на куп е многу битен. Веројатно одат тие на таа логика да изберат претседател. Историските укажувања ни покажуваат дека во изминативе 30 години претседател добивала таа политичка партија која е на власт. Никогаш не се случило во Македонија владеачката партија да биде поразена претседателски избори, односно победил секојаш кандидатот на владеачката партија, така што по таа логика веројатно оди и СДСМ да биде избран со максимална поддршка од албанските коалициски партнери нивниот кандидат. Ќе видиме дали е Пендаровски, има и други шпекулации. Се уште не се знае дали ќе му понудат да трча за втор последователен претседателски мандат, дури претседателот не ги кажал директно, јавно, јасно, концизно своите амбиции и размислување околу таа тема, за потоа да сметаат дека на бран на тоа ќе имаат мотивирано гласачко тело и членство, за да може да влезат во една изборна трка, ако ништо друго не да победат, да ја намалат таа разлика. Да, многу е известно во тој случај доколку не се одржат заедно претседателски и парламентарни, дека опозицијата ќе ги бойкотира претседателските избори. Да, тогаш ќе влеземе па во тотална политичка криза. Претседател на држава треба да биде претседателот на собрание, а ние во истото време треба да имаме и распишан парламент каде што ќе му заврши мандатот на претседателот на собранието. Ако сакате да создадете политичка криза во Македонија, е многу лесно. Опозицијата вели дека ќе ги бойкотира претседателските избори, но тука има еден мал проблем, односно една замка за таквиот политичкиот на опозицијата. Многу мина вела дека Димитар Апасиев во таа ситуација би излегол со сериозен кандидат за претседател, за да си го дигне своето гласачко тело на претседателските избори, доколку опозицијата бойкотира, огромен дел од граѓаните може да се пренасочат да гласаат за кандидатот на... Ќе се создаде простор за дело. Апсолутно. Сакам да кажам, тој е политички, покрај тоа што јас апсолутно не се согласувам со неговите политики, сметам дека е политички интелигентен и би излегол, да речеме, ајде да го шпекулирам името на претседателот на Ману, Љупчо Коцарев, кој во кулуарите се шпекулира, кој има апсолутно поистоветени ставови со лидерот на опозицијата, лидерот на левица, поднос на Преспанскиот договор, францускиот предлог, договорот со Бугарија, па ако сакате и Охридскиот рамковен договор. Значи нив ставовите им се комплементарни под хипотетичка ситуација доколку Димитар Апасиев и левица оди со Љупчо Коцарев, а ВМРО ДПМН ги бойкотира претседателските избори, тој може да дигне до 150-180 илјади гласови кои од тој вакуум простор би отишле на контото на левица и тогаш веќе левица станува несериозна, туку политичка партија која апсолутно може да истисне од десничарскиот сектор. И левица тогаш ќе вели дека има 200.000 гласа добин. Ќе вели дека има 200.000 гласа и левица ќе направи огромен проблем со тие 150-200.000 гласа кои ќе се влезе за избор на нов парламентарен состав и апсолутно тие гласови ќе бидат земени од десничарскиот базен. Така што политиката дека ќе бойкотира ВМРО ДПМН не е баш политика која му е добитна на Христијан Мицкоски, бидејќи гледаме постојано од судирот меѓу Христијан Мицкоски и Димитар Апасиев, тие се борат за истите гласови. Јас мислам дека гласачкото тело на Димитар Апасиев не е гласачко тело кое поминува од СДСМ или од Либерал-демократската партија или од Дом па да оди на контото на левица, туку тоа се
она крајно тврди националисти, патриоти, кои апсолутно сакаат сите договори Македонија да ги поништи и тие сметаат дека изгласувањето на уставните измени е предаста. Ако гласач на ВМРО ДПМН види дека Христијан Мицкоски учествува во изгласување на уставните измени и него само тоа му е битно, уставните измени да не пројдат и ние да не ги прифатиме бугарите во уставот, тогаш тој природно ќе оди на контото на левица, бидејќи левица ќе остане единствената политичка партија која ги застапува тие политички ставови, така што лидерот на опозицијата има стварно голем проблем со делувањето на левици, покрај тоа што номинално таа се вика левица, апсолутно е влезена во манипулација и откраднување на гласови од десничарскиот базен, особено на најтврдите крајно радикални гласачи на ВМРО ДПМН. Да, Благојче Атанасовски, ви благодарам за овој интервју. Благодарам на поканата. Ова беше Благојче Атанасовски. Продолжуваме со емисијата. Одиме прво со еден блок реклами, па потоа ќе видиме едно интересно интервју, не толку долго, а во вториот дел продолжуваме во дебатниот дел со професорот Илија Ацевски.